Пријатели, добар ден и добродојдовте во уште едно издание и рубрика Прашања и одговори. Моето име е Јосиф Дамјанов и денеска ќе одговарам како и секогаш на вашите прашања и за оние кои што сакате да поставите прашање и да му даваме одговор тука, односно да пребарам можеби вистината за мито, дилемата или се што вас ве мачи поврзано со здрав и активен начин на живот. Може да го направите истото користејќи го хаштагот #Јосиф на социјални мрежи, може да ме најдете мене на моите лични профили, во инбокс да ме прашате дали е тоа на Facebook, дали е тоа на Instagram како Коуч Јосиф, а истото може да го направите и на телефонските броеви на телевизија Телма. Вуич Ана 12 и прашува како најбрзо и најефикасно да ослабнат луѓето што не можат да си дозволат да конзумираат Herbalife продукти. Ана, најбрзо и најефикасно не знам што значи и не знам зошто бараш да биде најбрзо и најефикасно и каде брзаш и што значи ефикасно, но во секој случај мислам дека знам што ти подразбираат тоа најбрзо и најефикасно. Како и да е во секој случај, ако не можеш да си прва работа, дали ти ќе користиш некаков продукт, суплементација, поедноставување на твојот процес или нема да користиш, процесот е потполно ист. А тоа значи дека, не знам, ако ме следиш подолго време, она што јас константно го промовирам и го зборувам и тука и со луѓето со кои што работаме, дека не треба да бараат брза стратегија или магично стапче и процес кој што ќе им донесе брзо намалување на килограми. Ако брзо ги намалуваш, најверојатно и брзо ќе ги качиш. Она што ти треба се навиките, што го спомна продуктот на Herbalife, дефинитивно пред се тоа не треба да го разбереш како препарат за слабење или некаков препарат кој што ги топи мастите, затоа што тоа не постои и немојте да се лажете дека било каков продукт на страна, не зборуваме сега само за компании, туку за секакви гласини кои што ќе стигнат до вас, немојте никогаш да се лажете дека одреден продукт ќе ви ја направи клучната разлика. Вие ќе си ја направите клучната разлика и ако не можеш да си дозволиш одреден продукт, тогаш направи го истото што и без тој продукт, затоа што и да користиш одреден продукт ќе подразбира само да можеби избогатиш исхрана и да поедноставиш процес. А тоа значи што ќе правам во случајов, тоа за тебе би значило што ќе правам можеби и ќе губам 20 минути во кујна за да си го направам мојот појадок, ќе заменам со некаков протеински шејк. Но филозофијата на добар појадок, редовност на оброци, доволно вода, да бидеш активна барем со пешачење во текот на денот, останува за секого од вас без разлика дали ќе одберете некаква суплементација со тоа или нема да одберете. Така да, Ана, не се лажи, немој да патиш ако сметаш дека финансиски не можеш да се дозволиш одреден продукт, дека тоа ти е виновникот за тоа што нема да ослабеш. Значи, многу лоша стратегија и не се секирај и без ниеден продукт можеш да се доведеш во супер форма.